Овој таче легенда да ти бил, бе. Фризура Брус Вилис. Умри мушки фризура. Абе, тоа насмевка говор кој да станал од спиење и не се измил. Висина ко Лука Дончич кој имал 9 години. Стайлинг као Мио манекенот, али во 1984 година. Лжење ко Зоќе Заев ускриена камера и поданички однос кон Калето бољи од сите премиери у историјата на банана државите. Наместен без избори, у премиерска столица се однесува како да има поддршка ко Саркози, која се женеше со таа манекенката, а всушност е поддржан само од Али и неколкумина киднапирани пратеници, пратеници, не разбойници, како и оној од ЛДП, името неќем да му го спомнам, Маја Морава и Павле Мутивода, полицаецот кој се мислиш дека е у опозиција, а 100 години е у власт. Мој таче. Кај го криеш твојто маче? ВМРО-вче, слушам се да скоро си бил, бе. Некои слики ти извадија со режимот на Грујо, седнат у втори, трети ред до душа. Али добро, тука со режимот си, па ние кој сме се бореле против режимот, изгледа против тебе сме се бореле, бе, таче. Ти да си бил директорче у режимот и фаца пропусница на Скопје 2014-та. Абе, ние не сме го знаеле тоа, али службите работат. Некој те сликал. И тоа на Телеком, кај што се збореше и слушаше. Директор, мислам тоа, да. За тоа збориме. Бомбастично. Како славко се смееш, таче. Па си седиш до Мијалков и до Коце у трети ред. На таа сликата, мислам, од режимот на Грујо, кај што те фатиле, нели, у кадрото. Па на 3 метра од Грујо седиш, нели, омразениот Јарамијата, нели, ти доважуваш, може да си седел да те фати малку Мајата, а не као она ситна наборанија на терасата горе што седеш у Македонски народен театар, мислам ти тука у близина, да му го чувствуваш парфемот на Груевски. И кој ќе се испреди исто така, со воодушевување да го ушмркаш тој свет мирис. Абе, таче, признај си колку пати си бил у Белата палата и си скандирал "Цело Скопје, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град", Само ти тогаш, таче, си бил млад ВМРО-ец, надежен ВМРО-ец, надобуден ВМРО-ец. Без разлика што си бил и тогаш Јелјав и денеша, си бил млад од душа, бе, таче, и си бил ВМРО-ец. Што ти стана, бе, човек, сега, естествено. Па ти си бил инвитро во ВМРО, бе, брат. Си бил инсталиран точно во матката на десницата. In uterus deсничариус. Сакам да кажам во матицата на организацијата. Си бил толку внатре напикан што сега им ги знаеш сите дупки и дупчиња. Признај, пизда ти матер, признај! Се гледа како сладко се смееш позади Грујо. Гарант у себе си викаш: ќе бидам ја еден Грујо. Еден ден ја ќе бидам Грујо. Каков Грујо ќе станам ја еден убав сончев пролетен ден. Грујо, сакам да сум ти, Грујо. А сега наместо Грујо, односно испадна Зоќи наместо Грујо. Ама добро, така некако мислам. Многу е битно, мислам, тоа, таче. Битно сакаш да седиш во прв ред, сите да те сакаат, да те гледаат, да ти аплодираат. Браво, таче, браво, мајстор. Па кога си бил толка ВМРО-ец, што им се плашиш толку од предвремени избори, бе, таче? Па нели сам изјави дека ќе ги победиш во неколку наредни мандати и дека ќе владееш цели 12, какви 12 години, бе? 25 години, колку Путин има да владееш. Тоа е веројатно затоа што ги познаваш толку добро ВМРО-вците. Нели исто така како Зоки што знае странски јазици. А одозгора на тога, што им се плашиш, бе, на небањативе? Или сега кога ги заеба наставнициве со Јаким во Зоќа стил, нели си викаш ќе ми го збрчат кецото, а професорите на гласачко ливче ќе изгубам година или у најмала рака 12 години. А Мицко тебе ти вика: дај, бе, предвремени избори, ти бегајте огин да ви изгори.
Како бе таче така со своите, па глеј себе колку си окезен на тоа снимките со Грујо, со Заев, те неаме толку со Заев видено толку окезан, мислам до таа мера. Или си викаш, кога ми тргна со професориве и Мицко е професор, да и него топтан сите да ги заебам. А многу заебуење да не биде кој се задни заебуе, најсладко се заебуе. Дај избори, бе, таче, бе. Зашто ќе одиш бегалка, мислам, во свадбарски жаргон, онака, ќе те омужи калето, кој што го омужи Зоки, биди сигурен во тоа. И тоа за тендер од 1,5 евра. И не се смеј толку, бе, таче, затоа што кој последен се смее, најсладко се смее. А тој, таче, не е. А ти не си последен, ти си само ново дете. Ама никој не им кажал дека си дете ВМРО-овче. Или дете за една употреба. Или си викаш, сакавте премиер од ВМРО. Па еве ме бе. Ама таче, никако прекаров не ти се римува со смее, туку со плаче. Таче плаче, како скиснато маче. Не помага, дури ни да му дадеш колаче. Затоа, мој таче, бегај на време со избори, оган да ги изгори. Цело Скопје ВМРО-вски град, и таче ВМРО-ец, и сите сме ВМРО-вци. Цело Скопје ВМРО-вски град, таче инсталиран е таму брат. Дали еден глумец е овластен да коментира актерски остварувања на други колеги, односно да ги коментира Оскарите како најпрестижни филмски награди во филмската индустрија? Па ако на пекар му е дозволено леп да јаде, ако на сладкар тулумба да лапа, ако на порно глумица колбас да крка, нели, на молер ако му е дозволено да си ја искречи собствената куќа, на доктор да ја прегледа собствената жена, гинеколошки преглед да ја направи, што веројатно најтешко му паѓа на својата жена гинеколог кој прави гинеколошки преглед. Но тоа нив ке ги прашаме. Зошто бе на глумец да му било забрането да коментира туѓа актерска игра? Особено ако актерите не се дипломирани глумци, туку лопови, измамници и терористи, кои под превозот на глумата доаѓаат до богатство, моќ и популарност, слично на холивудските звезди, мислам парите, славата и моќта, само публиката нели се осеќа заебано и незадоволно, не добила ништо за своите скапи, да не речам прескапи карти. Затоа јас, актерот и дипломиран глумец Сашо Тасевски, денеска ќе ги коментирам непрофесионалните глумци во Македонија, кои живеат нели како бубрек у лој, благодарение на глумата и се добитници на Оскари во сите категории, а највеќе во категоријата еби го својот народ, не му давај глава да дигне, бидејќи тој те одбрал да го парцаш. Не бе говеда, народот те одбрал да му обезбедиш нормален живот, а за тоа те наградил тебе како политичар со лагоден живот. Не те наместил да лажеш и да крадеш и да глумиш мамето ваше професионално измамничко. Кога утре би се одржале Оскари во Скопје, Битола или Охрид, не е важно, само во Струмица не може да се одржат, не може Глобал да се преправи во сала, нели? Иако веројатно еден од најдобрите филмови е снимен таму, во главна улога на Зоки Заев звани Чак Норис на измамата, Джеки Чен на акробатската превара, Антони Хопкинс на балканското лудило и Шерон Стоун на ширењето нозе пред странскиот фактор. Но да почнеме по ред. Оскари се даваат по ред. Иако во нашиот филм наречен Македонија има се, само нема ред. Повеќе личи на оние урнебесни црно-бели филмови со Бастер Китон во главната улога, каде не се знае кој паѓа на глава, а кој директно на мозок, ако пред тоа не му бил добро изеван. Веројатно на тие наши Оскари кои ќе бидат без врски, за разлика од бумамарата на Ранко, кај што награди добиваат претежно блиските, другарите, на нешто како во комунизмот, а другите гледаат во излогот, пак нешто како комунизмот. На тие Оскари, Оскарот за животно дело ќе го добие Александар Антич со крштено име Али Doing Black Business, кој 25 години тука во нашава Македонија ни снима амерички филмови, ни продава прескупи карти кои ги купуваме без да прашаме. Аца Антич ти е нешто као Ал Пачино или Роберт Де Ниро на македонската клептократија, кинематографија.
Човек кој дури јазикот не го знае, но сепак неговите реплики се памтат кај квислинзиве наши како Оче наш. Псе јо. Како и до сега. Неговите филмови се блокбастери и ќе ви набројам неколку. Борба за териториите која прерасна во борба за човекови права. Прв дел. Колку права, толку евра. Потоа Соравија Forever. Соравија љубов моја, тоа е вториот дел. Соравија љубов моја, на внукот те давам цела. Тоа е трет дел. Јас уживам во качакот. Таа во наплатената струја. Ова е еротски филм, како еден вид на пандан на Емануела, што беше она блокбастерот од 70-тите, еротски филмови, значи, Си седиме така, јас и мојата машина за пари, ја уживам во качакот, таа во неплатената струја. Тоа е полниот наслов. И работиме 24/7. Тоа е фактички фул насловот на филмот, иначе многу долг, но тоа е тоа. Но сепак, најголем филм му е под наслов Како сум ја сјебал Македонија со помош на Калето. Тоа е акција невидена, луѓе, моја трилер акција. Тоа се тие легендарни дела за кои ќе добие Оскар за животно дело. За гревовите од владењето на Дуи за овие 25 години веројатно ќе добие и нешто друго, ама тоа е работа на семоќниот Аллах. Ако ги чул, нели, оние од Тетовската болница, кога викаа. Оскар за машка главна улога сепак ќе добие, тука да се разбереме, Зоќе Муртинезер, звани Ајс Вентура, 1 евро, или Зоќе 1 евро, човекот кој својата глумачка трансформација ја направи во миг. За миг се вивна над звезденото филмско политичко небо. И стана голема звезда тамо. Порно звезда. Час бранител на името, час како најголем предавник, квислинг на паркинг, каде што се шитка се што е македонско. Намерно велам шитка. Затоа што тој збор доаѓа од албанскиот глагол шитет, кој значи продава. Значи го продава за пари. Глагол кој Зоќе заедно со неговите сапортинг актери или овие, кажи ги, епизодисти, Филипсус Венсан, Дон Джонсон Дончев, Кочо Джипси Ангелков, како и целата булјумента од Шаер и Струга на чело со Мерко, одлично го користеа за да продадат се што е македонско. Оскар за најглупа, но најрасипана улога оди кај Стефчо Пендраковски, кој си го сменил на времето името во Стево, за да не звучи Стефчо, па погрешка да го шипнат на црна листа, иако он ја заслужuje многу повеќе од градоначалников. Тоа е глумецот кој во глумата се снаоѓа ко петел меѓу ноеви, ама се обидува со својата душа преваранска која му плаче за да биде филмска звезда, да се фали со францускиот договор. Па да вели дека он го правел, па после дека нема појма кој го правел, да го нарекува народот стока, а од него да зема дебела плата, да лаже за промена на името каде стигне, а прв да гласа, да се прави независен, до гуша да е во СДС и Калето како оверен соработник, да ги дупи гардистите кога цел свет го дупи него. Оскар за мунгос на македонската кинематографија, иако сака да биде меркат. Да не мислите дека ставаме меркатна слика, а пишуваме Стево Мунгос. За Стево сме измислиле кинематографијата и на крај нели доаѓа Таче. Таче нема да добие Оскар, затоа што не знае да глуми. Не знае да дупи, зашо го дупат, ама поважно е што не знае да глуми, затоа нема Оскар да добие. Башка е толку шлакнат што го бива само за аванта и предавства. Да, и ќе победел на избори. Сега грејата е за другиве глумци да им го земеме Оскарот ако Таче веќе е предодредена победа. Ако Таче победи на овие избори, мислам дека треба нова корона да измислат и се да не потепаат као гугутки со птичи грип, за да не сереме веќе по милава ни земја ко гугутките по плоштади, затоа што после таква победа ќе нема кој да ни ги избрише ни птичите лајна.